да си има одреден талент со кој ќе успееш да собереш одреден број на луѓе, да им одземеш дел од нивното време, 30 до 40 минути и на крај за сето тоа да бидеш платен. Па многу патување, запознавање разни земји, многу тренинг, многу часови поминати во напорна работа. Возам моноцикл висок 3 метри, истовремено жонглирам на него, жонглирам со оган, жонглерски мачети, жонглерски кегли, 7 топки и отприлика тоа е тоа. Па све што е поврзано со организациониот дел го вршам лично јас, без ничија помош. Сум настапувал низ скоро цела Европа, Франција, Италија, Германија, Чешка, Полска, Романија, Хрватска, Белгија и така натаму. Па тоа е еден од најтешките делови, мислам дека, бидејќи на таквите фестивали организаторите и публиката имаат видено све и свашта и мислам дека што и да направиш не би се чуделе и да жонглираш со 10 топки ако сакаш, но во моето шоу го имам искомбинирано балканскиот фолклор и традиција, истовремено со модерни циркуски елементи и мислам дека тоа секогаш успева. Па сметам дека патувањата во разни држави, запознавањето на разни култури и фактот што таа публика 500.000 луѓе се дојдени да те гледаат само тебе, целиот фокус е свртен кон тебе и на крајот сето тоа си успел на некого да му го разуваеш денот. Па нема некое посебно правило, но во мојот случај ќе кажем Германија. Не дека германецот фрла пари на све што ќе види, но за да успееш да извлечеш макар и 5 евро од неговиот џеп, треба да се потрудиш да бидеш оригинален, да не бидеш нечија копија. Доколку си нечија копија, тој нема ни да застане да те види, бидејќи се ладни како народ, но ако си добар, тој на крајот знае и добро те награди. Во моментов сум единствениот балкански артист кој се држи рамо до рамо со светските имиња, кои некогаш сум ги гледал само на YouTube или на интернет. Тоа е еден од потешките делови, бидејќи сек да одам сам со сопствена кола и минатата турнеја можам да кажам дека поминав 40.000 километри во рок од 5 месеци и тоа беше доста тешко. Например, од сега сум во Германија, другиот ден Чешка, другиот ден Полска, Романија и така се во цела Европа. Помислам дека најдобро е комбинација од двете, бидејќи моето шоу е микс од циркуски елементи и комедија. Црно.